Ваше високо преосвещенство, Ваше преосвещенство, почитувани отци, драги монахињи, драги браќи и сестри. Стигнавме на крајот од овој великденски пост, на нашето последно предавање во ова 2026 лето Господово, каде што се надеваме дека придонесовме барем малку кај нашите слушатели околу подигнувањето на духовниот бедем на секој од нас. Овие денови кои што ни предстојат се денови можеби на најголема тага, каде што ќе треба повеќе да се сконцентрираме на молитвата, на љубовта, на покајанието, а сето тоа не може да биде надвор од црквата, бидејќи ние како Христови чеда должни сме тука внатре во заедницата каде што е Христос како централна фигура, сите да битуваме околу него. Како наш денешен гостен на ова последно предавање за оваа година е епископот Стобиски, господин Јаков, кој што ни доаѓа од Струмичката епархија. Имено тој е роден во 1983 година во Куманово. Во 2004 година доаѓа во манастирот Свети Антони во Новосело, каде што во 2005 година е замонашен и е ракоположен во јеродјаконски чин. Во 2010 година е во јеромонашки чин од страна на владиката Пимент, а со благослов на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква во 2017 година е ракоположен за архимандрит, за во 2018 година да биде поставен за викарен епископ на Струмичката епархија на дедото Наум. На крајот, како што спомнав од ова наше предавање, во овие великденски пости, токму и за тоа ќе ни зборува епископот Стобиски господин Јаков, каде што ќе се зборува за срцето скрушено во текот на великденскиот пост. Па сега му го предавам нему микрофонот за тој да ви се обрати подетално околу неговата тема. Преосвещенейши владико, благословете. Благодарам, Отец. Високо преосветен владико, честни отци, драги монахини, монаси, драги браќи и сестри. Јас најпрво сакам да му се заблагодарам на владиката за благословот и за честа, за поканата да бидам меѓу вас овде и секако за можноста да говорам и да кажеме нешто и го молиме Бог еве да не просветли, да не умудри она што ќе го кажеме, да ни биде на полза на сите нас. Темата која што ја одбравме, како што рече Отецот, е тема за покајанието и како плод на покајанието, како најубав дар на покајанието е срцето скрушено. Оној дар, она жртва која што Бог ја прима и за која што Бог копне повеќе од било што друго да ја види од нас. Великата 40-ница рековме дека покајанието ни го дава, односно црквата преку подвигот во кој што живееме за време на Великата 40-ница, ни овозможува срце скрушено и ни го дава покајанието како дар. Покајанието не е некаква вештина која што ние со вежбање можеме да ја стекнеме преку подвизи и така натаму. Секако дека постои аскетско покајание. Но ние оваа вечер пред се би говореле за онтолошката димензија на покајанието, односно за благодатното покајание. А благодатното покајание е состојба на душата. И покајанието како такво нема крај овде на земјата. Не е карактеристика што ги карактеризира почетниците. Ние знаеме дека со покаяние пристапуваме и доаѓаме во црквата. Но покаянието не треба и не може и погрешно е сосема да го карактеризира само нашиот почетнички живот во црквата. Многумина мислат дека тоа е така, а тоа е сосема погрешно.
нам воздржувањето од гревот, од чинењето грев на дело со збор, ни дава една одважност, која што е полезна и која што е добра. Некако човек се чувствува природно, во склад со првосоздадената природа, кога со помош на благодата на почетокот извесен период ќе живее без грев. Гледате, ние во еден непрестаен и трепет и стремеш во црквата живееме молејќи го Бога. Еве на вечерната сега читавме молитвата каде што го молиме Бог оваа вечер, овој ден да не сочува без грев. Така да тој стремеш да живееме без грев е во согласност со првосоздадената наша природа. Гревот е како страно тело, ние туѓ. Но да се вратиме на Великата Четириесетница и на покајанието како дар. Црквата уште пред почетокот на Великата Четириесетница ги поставила оние подготвителни недели, посветувајќи ги и нарекувајќи ги недела на Бледниот син согласно евангелските четива кои што се читаат, недела на Митарот и на Фарисејот и недела на Страшниот суд. Изразот на Митарот е израз на покаяние. Или да не го цитираме сега Евангелието, сите го знаеме тој пример за еден митник, цариник, кој што дошол во храмот да се помоли за фарисејот, кој што дрско гледал ко небесата, удирајќи се во гради, фалејќи се со делата на милосрдието, и цариникот кој што главата своја не смел да ја подигне, туку го преколнувал Бог да биде милостив кон него грешниот. И тој си заминал оправдан. Неделата на блудниот син, примерот на блудниот син е пример на едно длабоко покаяние, на едно враќање дома во прегратките на Отецот и преку принесување на вистинско покаяние, но и на себе познание. За тоа ќе зборуваме. Само познанието, себе познанието е неодвојиво од покајанието. Нема покаяние без само познание. Оној кој што не се познал себе си и кој што сите сили на душата ги насочил надвор од себе, тој не може да се кае. Може да се раскајува, како што се кајат луѓето престапници за некаков јуридички престап, најчесто фатени во стегите на правниот систем, знаете. Но тоа не е суштинско покаяние. И неделата на Страшниот суд ни покажува кои се плодовите на покајанието. А тоа се кротост и смирението. Еве јас ќе ве потсетам на Евангелието што го читаме во таа недела. Тоа е кога Бог доаѓа во последниот миг од историјата, оној миг кој што го чекаме, иако го живееме ние во црквата, бидејќи секоја средба со живиот Бог по светата литургија за нас е страшен суд пред страшниот суд, но зборуваме за времето и за историјата која што ќе заврши со тој настан. Кога Бог ќе ги одвои праведниците од грешниците, односно самите ќе се одвојат. Гледате во тој диалог што го отвара Бог, всушност, настанува одвојувањето. По автоматизам се одвојуваат одлево и одесно. И оние што живееле во непокаяние, односно, што не стекнале самопознание, тие не можат да се кајат. Господ им вели, гладен бев, не ме нахранивте. Жеден бев, не ме напоивте. Во затвори необлечен бев, не ме посетивте. И тие што му велат? Тие влегуваат во кавга со Бог. Велат, Господи, кога те видовме? Уште да му кажат, зошто лажеш? Зашто не обвинуваш кога те видовме? Гладен, жеден. Ние видовме некои луѓе таму, некои питачи. И Бог им вели, ви велам, ако на еден од овие најмали не сте им направиле, не сте ми учиниле ниту мене. Но
нашиот фокус е на оние од десната страна, кои што излегле пред Бог во тој последен миг со плодовите на покајанието, со кротост и со смирението. Бог потполно истите реченици ги изговара кога им се обраќа и ним. Но овој пат не со негација. Им вели, елате благословени од мојот Отец, зашто гладен бев, ме нахранивте, жеден бев, ме напоивте и така натаму. Тие го даваат истиот, идентичен одговор, но со поинакво настроение на душата, во поинаква атмосфера ги изговараат. Иако знаа дека Бог е верен и дека Бог не лаже, но нив покајанието и чувството на недостојност кое што го проникну во покајанието ги научило да ги кријат своите добри дела од луѓето. И во тој последен миг кротост и смирението им станале втора природа и тие се срамат нивните добри дела да бидат објавени пред ангелите и пред луѓето. И му велат, Господи, кога те видов? Иако тие секогаш Бог го гледале во секој еден човек, особено во онаа категорија на луѓе што страдаат. И секој наш брат е икона Божја и можност да го видиме и да се сретнеме со Бог. И после таа недела на страшниот суд започнува, каде што воедно се сеќаваме, еве тоа е мощно важно, на изгонувањето на нашите прародители од рајот. Еве тука се браќата псалти, црковната химнографија е мощно богата и проникната со духот на покајанието. Химните кои што се пеат во текот на целата таа седмица. Но тој миг на изгонувањето на нашите прародители од рајот е клучен за да ние разбереме зошто треба да се каеме. Ние не сме виновни конкретно за престапот. Тоа е погрешно да тврдиме дека ние носиме вината на прародителскиот грев, но ги носиме последиците, меѓу кои што е и непокајанието, како главна карактеристика на нашиот горд, затемнет и расеан ум, кој што е дел од нашето битие. Ние не сме можеле да примиме нешто друго од компромитираната природа на нашите прародители. Затоа преку подвигот на покајанието се консолидираме од собраност, смиреност и просветленост на умот. Но многу е важно да знаеме дека овој живот, овој свет не е нашиот дом, не е нашата вистинска татковина. Сега повторно би се вратил на црковната химнографија и испуштив да кажам дека во тие подготвителни недели се пее еден од најубавите псалми, 135-тиот псалм, крај реките Вавилонски, кој што има своје историско значење, кога евреите биле одведени во вавилонско робство, но црквата востановила да се пее непосредно после полиелеите, на утрената служба. И текстот на тој псалм ја иконизира нашата жална, нашата трагична состојба на отуѓеноста, на изгонетоста од дома, на носталгијата по татковиот дом, по домот на Отецот. Псалмот гласи, крај реките Вавилонски таму седевме и плачевме кога ќе си спомневме за Сион. И вели, тие што не заробија, ни велеа да запееме песна, да свириме и да пееме. Псалмопевецот вели, како да запееме Господова песна на туѓа земја. Тоа е длабоко самопознание. Еден современ светител, Свети Игнатий Бринчанинов, толкувајќи го ги стиховите на овој псалм, вели дека иако Бог е создател на овој свет, тој во последните мигови од својот земен живот на крстот вели, доаѓа кнезот на овој свет и во мене нема ништо. Не може да најде ништо.
Бог ни кажува во тој миг кој владее со светот и ние христијаните многу добро знаеме кој управува со стихиите на овој свет. Бог промислува да целата пакост и злоба излезе на наше спасение. И единствената светла точка, надеж за овој свет е црквата Христова. Само заради тоа што во црквата живеат луѓе кои што се кајат. Покајанието нема да бидеме дрски ако речеме дека е услов за постоењето на црквата. Услов за постоењето на црквата е, или самиот Христос ни вели, каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум јас помеѓу нив. Но тие двајца, тројца не може да бидат било кој. Тоа мора да бидат луѓе што се кајат, што живеат во покаяние. И нашиот живот овде на земјата се сведува на искуството што го имале избраниот народ Божи во Вавилонското робство. А овој свет претендира да не убеди, начело со кнезот кој што управува со него, да не убеди и го украсува, го дотерува и прави сурогат од него да личи на нашата вистинска татковина. Да личи на царство, но на царство во кое што тој ќе биде цар. И тој ќе се случи на крајот од времето и во историјата. И тоа Бог ќе го допушти, ќе му го допушти. А и на сите оние кои што ќе бидат мнозинството, кои што ќе го прогласат за цар и ќе му се поклонат. Но ние знаеме дека ова не е нашата вистинска татковина. Не е нашето царство. И затоа црквата никогаш не се поистоветува и не смее да се поистовети со овој свет. Црквата патува. Црквата е на својот пат. И ние можеме да се вратиме дома единствено ако сме на коработ на црквата. Е како е тоа поврзано со нашето лично покаяние? Никој не се качува на тој единствен спасителен кораб доколку не стекне самопознание. И никој кој што не се кае, а претходно не стекнал самопознание, не дека Христос не му излегува во пресред. Туку никогаш не може да дојде до заедница, до средба. Бидејќи не го бара таквиот човек. И Господ вели, јас дојдов за болните. Болните имаат потреба од лекар. Затоа е важно да стекнеме длабоко и вистинско самопознание. А ако искрено зирнеме во своите души, во своите срца, тоа е доволно. Само да кажеме, јас не сум добар човек согласно некои земни критериуми. Да ги оставиме светоотечките, евангелските. Знаете, оти ние пред овој свет и пред луѓето покажуваме верзија на себе си каква што сакаат луѓето да видат. И злото кое што живее во нас, гревот кој што живее во нас, ние многу вешто го криеме. И го криеме и од себе си. Затоа имаме толку ментални, психички заболувања. Заради тоа што не сме искрени со себе си. Кога човек ќе се врати на самиот себе, тогаш се враќа и кон Бог, природно. Бидејќи сваќа дека му е потребна помош. И луѓето честопати кога ќе им говорам за Исусовата молитва и кога прават компарација утринските, вечерните молитви, особено кои што се убави и се добри за нашиот подвижнички живот на почетокот, не учат како да формулираме своја молитва, напишани со светите оци. И ни дават една разиграност, една разноликост. Но кога човек ќе се обиде да се моли со Исусовата молитва, тогаш се соочува со својот личен пекол.
И сум сретнал луѓе кои што ми кажале дека се исплашиле. Се исплашиле од самите себе и од сето она што им го открила молитвата. Бидејќи молитвата е светлост. Таа гласи: Господи Исусе Христе, помилуј ме. Христос влегува во темнината на нашето битие. И како во една мрачна просторија, доколку би ги изгасиле овие светла овде и би се стемнило, ние не можеме да видиме, ние ќе се убедуваме дека се е во ред. Но во една просторија и најмал зрак светлина која ќе влезе, ние ги гледаме микрочестиците од прашина на неја. А камо ли за други нечистоти? Токму тоа се случува. Кога човек ќе му се обрати на Бог и ќе повика кон Него. Искрено. И ние навистина не би знаеле да кажеме кој е на што му претходи. Дали мал проблесок на покаяние му претходи на самопознанието, па Бог ни го дава самопознанието како дар на тоа мало покаяние, а потоа самопознанието ни носи уште поголемо покаяние. Како и да е, не можете да ги одвоите едно од друго. Никако. И дали покаянието има крај овде на земјата? И дали е нужно човек да има искуство во гревот и опит во гревот за да се кае? Сите сме сретнале таква категорија на луѓе кои што велат: немам ни јас зашто да се каем, никому не сум сгрешил, правам добро и така натаму. Еве, имаме еден прекрасен пример во Евангелието од проповедникот на покаянието. Така и почнува Евангелието со проповета на Свети Јован Крстител за покаянието. Покајте се зашто се приближи Царството Небесно. И токму за него имаме сведоштво од живиот Бог дека нема поголем човек од него, поголем роден од жена. А немојте да мислите, драги браќи и сестри, дека некој може да биде проповедник на покаянието ако не се кае. Па и така ако се каели, го гледаме тоа во оној миг и кога се среќава со Христос, но и кога зборува за Него, велејќи: по мене иде оној на кого не сум достоен да му ги одврзам ниту обувките, ниту ремењата на обувките негови. Иако немал Свети Јован Крстител опит во грев, тој од дете животот му го посветил на Бог. Но тој имал длабоко и вистинско самопознание и ја живеел трагедијата на паднатиот човек и суштинската потреба од Спасител, од Месија, живеел во исчекување да го види Спасителот. И се сметал за ништо. Неговата чистота, духовна, морална, секаква, телесна, од која изобилувал од сите тие дарови, ги сметал за ништо. Наспроти својата несличност со Бог. Затоа, драги браќи и сестри, за нас нема крај. Нема крај на покаянието овде на земјата. Заради тоа што ние сме повикани да му се вподобиме нему. Тоа е нашиот урнек за совршен човек. Ако се споредуваме со било кој друг човек, може навистина да се занесеме и да сметаме дека немаме потреба од покаяние. Но секогаш кога со Христос ќе се споредите, тогаш и како имаме потреба од покаяние. И тука е нашата и среќа и несреќа. Еден современ богослов, владиката Атанасий Евтич, веде го споменавме страшниот суд, тој вели дека страшниот суд ќе се состои во тоа нашиот Отец Небесен на тој собор
со сите луѓе, од Адам до последниот што ќе се роди од жена, ќе бара да најде макар и најмала сличност со својот единороден син. Во која мера ние сме му се вподобиле. Нема да има тука вагање на добри, на лоши дела. Туку дали Отецот ќе не препознае како своји синови, како своји деца. А ние, драги браќи и сестри, како што вели свети апостол Павле, знаеме преку кого примивме посиновување. Ние во Христос станавме синови Божи, станавме пријатели Божи. Ако не сме заличиле на Христос, ништо не сме направиле, нема спасение. Тогаш тој суд ќе биде страшен. Затоа овие од десната страна биле спокојни, драги браќи и сестри. Во својата кротост и во својато смирение. Некој ќе рече немале ништо, што се случува тука посебно. Па тие го оствариле подобието со Синот Божи. Христос што ни вели во Евангелијата? Никаде нема да сретнете да ни вели угледајте се на мене, бидејќи јас сум девственик по тело. Што и бил. Угледајте се на мене, бидејќи сум испосник. Знаеме дека Христос постил. После средбата со свети Јован Крстител заминува во пустината. Угледајте се на мене, бидејќи сум праведен, бидејќи сум ревносен. Не. Што вели? Угледајте се на мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце. Таа подобност ја стекнале овие од десната страна. Затоа Отецот Небесен им вели, тоа е почеток на диалогот. Елате при мене благословени. Тој во сите нив го гледал. Својот син. И само тогаш можеме да се наречеме христијани. А се што правиме, драги браќи и сестри, еве вклучително во Великата Четириесетница, не е цел само по себе. Се се тоа средства за да стекнеме покаяние. И се е израз на покаяние. Еве, прекрасни се овие служби. Од одеждите на свештеникот, до содржината на молитвите, метаниите кои што ги правиме, поклоните. Прекрасен збор метанија, коренот лежи, тој е усвоен во словенскиот јазик, доаѓа токму од грчкиот збор за покаяние, метаноја, отаму метанија. Израз на покаянието, на нашето аскетско покаяние. Оти во нашето покаяние, во нашиот вик, во нашиот стремеж кон Бог, душата кога плаче и кога се кае, учествува и телото. И црквата знае, затоа ги востановила вака овие служби. Ние чекаме потполно спасение, воскресение од мртвите, спасение на нашите души и тела. Нема спасение на душата без телото. Затоа и телото учествува во тој израз на покаянието на душата. Кајќи се. И паѓајќи пред оној кој што единствено е моќен да го крене од распадливоста и од рулежот и од смрт. Му тоа е символиката и значењето на метаниите, на поклоните кои што ги правиме. И ние со владиката сменивме еден термин во контекст на совршеноста на свети Јован Крстител, она мера во која што човек може да биде совршен. Требаше да биде предавањето во неделата на свети Григори Палама, но мислам дека владико нема посеодветен ден, денес е неделата на Света Марија Египетска. Ние не можеме да најдеме по-брилјантен пример кој што би го илустрирал покаянието и силата на покаянието. И ги имаме тие два примери. Доколку некој си мисли дека е совршен и дека нема потреба од покаяние, еве му го примерот на свети Јован Крстител. Доколку некој очајува над своето спасение и мисли дека толку го ожалостил и го повредил Бог и дека во таа мера се огрешил и се поистоветил со гревот да му нема спасение, еве му го примерот на Света Марија Египетска.
Токму заради тоа јас сум убеден дека Бог на чудесен начин и овој пример го направил видлив за црквата и незиното житие останало во наследство на црквата, за да грешниците како нас, како мене најпрво не очајуваат на својата судбина и на својато спасение. Света Марија Египетска, преподобниот Зосим, кој што исто така ја открил, така почнува потрагата. Тој сметал дека достигнал совршенство. И Бог, за да го смири, му ја открива Света Марија Египетска. Тој со неговото братство секоја 40-ница ја поминувал во пустината. Но прифаќајќи ја таа горда помисла, дека тој не може да сретне раме на себе, Бог не само што него го спасил и го смирил, туку таа средба е последна. Света Марија Египетска се упокоила после причеста која што ја носи Свети Зосим во пустината, но на тој начин тој блескав пример на покаянието е сочуван за сите нас. Света Марија Египетска можела да се упокои во пустината како и многу свети подвижници. Немојте да мислите дека ние знаеме и во календарчето се запишани сите свети на црквата. Но примерот на Света Марија Египетска не за да Бог не ја прослави, па ние да ја славиме и да ја посветиме неделата. Знаете, оној што Бог го прославил и го вовел во својата невештествена божествена слава, го направил причесник на својата божествена слава, ама апсолутно нема потреба од никаква слава и чест ние да му принесуваме. Тогаш кога ние ги чествуваме светителите и ги славиме, самите се прославуваме, ги условуваме на некој начин да се молат за нас. Како блиски пријатели и посредници Божи, посредници пред Бог, заради тоа што во црквата се има личностна димензија, се е проникнато од личностните односи. Не можеме да ја спомнеме Света Марија Египетска тука, а незиното срце да не затрепери и да не ни испрати благослов и благодат од вечноста. Тоа е заедница. И затоа односите кои што ги градиме во црквата е многу важно како ги градиме. И се треба да биде изградено, се да втемелиме во темелот на покаянието. Ве последната молитва на Свети Ефрем Сиријски, која што ја кажуваме: дај ми Господи да ги согледам своите согрешенија и да не го осудува мојот брат. Се е проникнато од покаянието. Но тоа е се уште аскетски подвиг, да почувствуваме што е покаяние, да му принесеме на Бог покаяние. Благодатното покаяние е состојба и е дар Божи. Немате како на Бог да му земете на сила нешто. Можеме да побараме, можеме да замолиме. И единственото нешто што можеме да го направиме и го правиме, бидејќи покаянието е дар, ние да се себе принесеме. Ние, кога правиме метани, кога постиме, се воздржуваме од вкусна храна и од ред други наслади. Ние го покажуваме расположението на нашата душа. И немаме како Бог да го условиме, не можеме да го импресионираме. Еве, знаете, во црквата постоја такви аномалии и девијации. Да мислиме дека сме го задолжиле Бог со нашите строги постови и така натаму, или постот на вода, постот без зејтин, па не удостојува да се причестиме и така натаму, тие што јадат зејтин не се достојни. Тоа се работи за кои што и не треба да зборуваме. Со што можеме ние Бог да го импресионираме? Што може Бог да го трогне? Со нашиот пост? Со нашето воздржување од храна? Па и ѓаволот пости, тој никогаш не јаде. А ние постиме со здравието што Бог ни го дал. Еде, еден вирус нека те фати, една, како да кажам, бенигна болест, па да те видам пости. Мораме да тоа е длабоко поврзано со покаянието. Да го имаме тоа чувство на благодарност и на зависност од Бог. Што можеме да направиме?
Бог ништо не може да го трогне и да го импресионира како што е покаянието. Не само Бог, туку настанува по неговото сведоштво, вели, сеопшта радост на небото за еден грешник кој што се кае. Ништо Бог не бара од нас, драги браќи и сестри. Бара само покаяние. Се друго е завршено и остварено во неговиот единороден син. Се е направено, се е завршено. И предуслов, еве ја споменувме причеста и евхаристиската заедница со Бог и со сите ближни. Што е предуслов? Предуслов е покаянието, нема други услови. За да служиме литургија и за да се причестиме. Нормално, некој ќе рече треба да се крстен. Повторно, не можете да го одвоите крштенијето од покаянието. Тоа е молитвите, огласителните молитви на крштенијето, особено, кога ветуваме дека се одрекуваме од сатаната, од гревот и дека ќе живееме за Бог, кога се пресекуваат сите наши врски со гревот. Тоа е кулминација на нашето покаяние во тој свештен чин. Се е направено, се е подготвено, не само покаянието, туку и воскресението, и вечноста, и вечниот живот како дар. Ние само треба, драги браќи и сестри, не да се покаеме, туку да живееме во покаяние. Не постои такво нешто се покајал. Ако некој се покајал еднаш за секогаш, значи дека е достигнал мерката на растот Христов. Ние велиме нашиот живот, еве, таа прозба на црквата, на секоја служба, нашиот живот во мир и покаяние да го заврши. Значи да заврши до последниот миг нашиот живот, да заврши во покаяние. Ако за само еден миг го оставиме покаянието, завршено е со нас. Аскетскиот опит на светите отци и светотечката литература, еве сега се сетим на еден блескав пример, со што би можеле да ги илустрираме овие тврдења, кои што се тврдења на светите отци, искуство на црквата. Зашто е важно покаянието да стане наша неотуѓива сопственост. Имено Свети Макари, еден велик подвижник, велики, Свети Макари Велики од 4 век од египетската пустина, кога се упокоил, некои од подвижниците ја виделе неговата душа како се вознесува. И демоните кои што ги креирале митарствата, тоа се сите оние препреки поврзани со секоја наша конкретна страст од која што е заробено нашето срце. Стоеле далеко и не смееле да се најдат на неговиот пат. Но една толпа на демони сепак се осмелила да зборува нешто и да му се обрати да вика. И знаете што велеле? Велеле, готово, Макари не победи. Готово, Макари не победи, завршено е. Тој молчал. Ангелите го воделе и тој својата глава ја држал подигната и го гледал Христос кој што го чекал. И молчал на сите тие провокации. И кога стигнал веќе до Христос, се свртел и рекол, сега ве победив. Светите отци, кои што ја толкуваат оваа случка, знаете што велат? Доколку Свети Макари во само еден миг на тоа вознесување поверувал дека тоа е вистина што го говорат демоните, дека тој ги победил и тие се исплашени од него, од неговата светост, па затоа не доаѓаат. Тој веднаш би паднал, онака како што се вознесува. Во тоа се состоел и падот, тој исконски и прв пад на сатаната. Но гледате како светите отци тоа покаянието ни го возможува. Нема, тоа е еден неотуѓив опит
кои што гледате и веќе во вечноста на страшниот суд, овие од десната страна, гледате ги, тие не може да се ослободат од тој опит на покаянието и од таа атмосфера на кротост и на смирението која што ја проникнала нивната душа. Затоа е многу важно да живееме согласно устројството и концептот подвижнички што црквата ни го оставила. Затоа великиот пост е извонреден период, кој што треба да го проникнува целокупниот наш подвижнички живот, онака како што богослужбениот циклус и сиот наш живот и животот на црквата гравитира како околу животворна оска околу воскресението Христово, така и светата 40-ница, подвижничкиот дух кој што ја проникнува светата 40-ница, треба да го проникнува целокупниот наш живот. Ние метанији не правиме само во црква, правиме восстановено согласно типикот само за време на Великата 40-ница. Но во нашиот личен подвижнички живот правиме секојдневно. Така што, драги браќи и сестри, немаме што да направиме за да стекнеме покаяние. Нема некој рецепт. Говориме за благодатното покаяние. Секако постот е израз на покаяние, послушанието кон својот духовен отец, кон својот епископ е израз на покаяние. Барањето благослов, правењето метанија пред свештеник е израз на покаяние. Признавање дека си болен и дека ти е потребен лекар. Секое пристапување кон светата прича се израз на покаяние. Така погрешно да се смета дека ние треба да се удостоиме да се причестиме. Оној што смета дека е достоен, тој не треба да пристапува никогаш. И затоа еден од најдревните причастни кои што ги пееме пред светата причест гласи: на твојата тајна вечера, дене Сине Божи, прими ме за учесник. И со не воскликна разбойникот: спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Сите овие изрази на покаянието, разбойникот немал време да му ги принесе на Бог. Ниту да пости, ниту да прави метани, ниту да чини добри дела. Ништо. И ништо и не барал Бог. Само рекол, исповедал дека е грешен. Знаете, има тука еве фантастичен пример за самопознание. На разбойникот одлево за разлика од оне одесно. Оне одесно хулел и велел: ако си Син Божи, спаси се себе си, спаси ни нас. Лабока несвесност, немање чувство дека ти навистина си го заслужил тоа. За разлика од искуството на оне од лева страна кој што вели: што зборуваш? Ние сме праведно осудени, ние го заслуживме ова. Он ништо лошо не направил. После самопознанието и тоа исповедање на својата грешност и на својата вина му се отвараат очите и го препознава распнатиот до него како Син Божи. Што му вели? Не му вели Господ, ниту треба да постиш, ниту вели: ти велам уште денес ќе бидеш со мене во рајот. Литургискиот живот е извор на сите дарови Божи во црквата, вклучително и на покаянието. Додека во исто време го живееме покаянието и ја живееме радоста на воскресението. Таа антонимичност и парадоксалноста на христијанството што е поразителна за многу луѓе. Гледате, ние зборуваме за воскресение, но во исто време за погребение, за распнување и за смрт. И така во неделата на крстопоклоната пеевме: на крстот Твој му се поклонуваме, Христи, светото Твое воскресение го славим. Светите оци велат: дај крв, прими дух. Умри за да живееш, вели Свети Антони Велики. И тоа, драги браќи и сестри, го имаме само ако сме свесни дека ние не сме дома. Условно можеме да кажеме дека црквата е нашиот дом, односно коработ кој што ќе не однесе дома. Се друго што имаме во овој живот, куќи, коли, па дури и конкретни личности, жени, деца,
И што немаме? На тој мисли свети апостол Павле кога вели кој има куќа да биде како да ја нема, кој има жена да биде како да ја нема. Ако веќе имаме нешто, да го имаме за Христос и во Христос. Да му го принесеме на Христос. Самите себе еден со друг и се што имаме во овој трулечен свет нему да му принесеме. Во покаяние и со покаяние. Само така ќе го сочуваме од трулежот и од смрт. Никако поинако. И еве, при крај сме со времето. Покаянието е и почеток и крај. Во исто време. Ако немаме благодатно покаяние и покајничко расположение на душата, во договор со нашиот духовен Отец, еве тоа нека биде заклучок, да ежемиговно, секојдневно, да му покажеме на Бог на дело дека копнееме за покаянието. Не за некои негови други дарови. Драги браќи и сестри, бидете паметни, бидете мудри. Барајте го покаянието, покаянието ќе ви донесе се друго. Свети Исак Сириски вели, еве со ова завршувам, ќе ме разберете. Оној кој што ги видел своите гревови е поголем од оној кој што гледа ангели, заради тоа што на првиот не му се заканува веќе никаков пат. А на оној кој што гледа ангели, еве го имаме примерот на праведниот Зосим. Ако веќе бараме нешто, имаме право да бараме. Како деца од својот отец, од својот татко, кој што е милостив на дете кој што дава од својот татко леп, нема да му даде камен. Кој бара риба, нема да му даде змија. Ако барате нешто, барајте покаяние, бидете мудри. Покаянието ќе ни донесе се. И ни го донесе него. Благодарам, Владико, за можноста, за гостопримството и ви благодарам за трпението и за вниманието на сите вас. Ваше Преосвещенство, и благодарам за вдахновеното слово кое ни го пренесовте на сите нас. Не замисливте, а и тоа е смислата на предавањето, не замислите малку повеќе. Во контекстот на целото предавање, само едно прашање ќе имам, неврзано можеби малку, иако го споменавте 135-тиот псалом и нареките вавилонски. Како е вашето мислење сега за ова блискоисточна или криза која се појавува, што да прави Израилот, кој е секако избран народ и не може Господ да го промени тоа што е тој избран народ, дали треба на овој начин да реагира, на друг начин, на некој трет начин, може би затоа што вака сите сме сведоци дека многу жртви има, дали на некој начин е допуштено или покажано ни Светото Писмо дека може и е потребно избраниот народ да има или да произведува и жртви за свое спасение. И благодарам. Ви благодарам. Високо преосветен, актуелно прашање на вистина. И сите ги следиме настаните на Блискиот Исток со големо внимание, но и со голема болка, пред се заради тоа што не само сега, низ годините наназад се создаде една антихристијанска атмосфера пред се, мораме да признаеме, која што навистина сега кулминира во пределите на државата Израел, без оглед кон кој етнос, кон кој етникум е, дали се тоа палестинци кои што се христијани, но се уриваат манастири, се уриваат цркви,
И постои генерално антихристијански дух кој што се негува од ултраортодоксните конзервативни кругови на еврејската заедница и кој што се толерира од државата Израел, се толерирал секогаш. Сме биле повеќе пати во светата земја и сме имале, јас барем лично сум имал непријатни ситуации. И лично мислам дека доколку без оглед на секој народ има право, треба да има свое место на земјата и исто така и еврејскиот народ, кој што е страдален народ, кој што претрпел на вистина многу прогони, многу страдања. Но еве и народите тука на Балканот можат да се повикаат на некои територии кои што денес не влегуваат во склоп на нивните граници. Па ние најдовме некако начин да и постојат територијални претензии од некого не постојат, но мирот е поважен од се. Конкретно, официјално од државата Израел сега може да се забележи некоја освојувачка реторика за да се државата Израел да биде во рамките, односно во границите кои што Бог му ги одредил на Мојсей. А тоа значи дека ќе треба да се зема територија уште од 3-4 други земји. Лично за тоа не можам да имам никакво разбирање, настрана од се друго, заради тоа што тоа ќе донесе ново крвопролевање. Агендата и планот зашто сето тоа се прави е во исчекување и во пресрет на Месијата, кој што знаеме дека еврејскиот народ се уште го чека. И навистина не знам, освен да кажам Господ да ни е напомош на сите нас, и тој конфликт лично сметам дека доколку се продолжи вака нема да остане на Блискиот Исток. Сведоци сме како многу моќни земји од западната полусфера се вклучуваат во овој конфликт директно и индиректно, а никогаш злото не останува таму, некаде далеко. И многу е важно, за сите нас, како ќе гледаме на сето тоа што се случува на Блискиот Исток. Ние не смееме да станеме пасивни социопати. Ние живееме во свет во кој што луѓето гледаат вести за сите овие крвопролевања кои што се случуваат таму додека вечераат. И кога ќе завршат вестите, си го бараат десертот и спокојно си седнуваат во фотелјата, иако слушнале дека денес во болница, не знам, во Газа загинале 15.000 деца. За нас христијаните тоа е недопустливо. И тоа е поврзано со покајанието. Срце кое што се каи, кое што живее во покаяние е проникнато од болка. И од тага. И од радост во исто време. Тоа не е меланхолија и некој оче покајанието. Постои и таква појава во црквата, која што не е нормално. Тоа е она антонимија која што е споменат, за која што зборува и старец Илоан, таговна радост, радост на тага. Но кога ќе слушнеме за страдање во овој свет што Бог го создал, а нашето срце да не биде проникнато од болка и таа болка да ја преточиме во молитва, во крик кон Бог, навистина е дискутабилно дали сме христијани, дали сме Христови. Јас, владико, еве и со тоа завршувам, овој конфликт, ако навистина продолжи да се толерира, како што се толерира од меѓународната јавност, ќе изнедри нови конфликти. И ние ќе бидеме навистина на прагот на апокалипсата и да го видиме со своји очи она, дека ќе се крене народ против народ и царство против царство. Многу е важно што ќе се случува во
светата земја, а она што го гледаме, и вие сте биле во светата земја, може би некои од присутните тука, цели територии, меѓу кои и христијани, арапи се иселуваат, за да се населат други луѓе од своите вековни огништа, заради тоа што се повикуваат на Светото писмо, на Тората, дека тоа се границите. Тоа е нивната ветена земја која што не би им дадена, не барајќи ја при тоа никаде, таму некаде личната одговорност, вината и така натаму. Ја се, како да кажем, има и морално-етичка димензија за која што може да се зборува до недоглед. Но очигледно со овој свет некој управува и некој ги влече конците, особено кога станува збор за некои геополитички движења, случувања и така натаму. Ние без оглед што ова не е наш дом и не е наша татковина, и тоа е можеби разликата помеѓу христијаните и евреите, кои што таа војна која што се води е резултат на тоа што, за разлика од христијаните, тие претендирале, затоа е и отврлен Христос и не е прифатен како Месија, кој што не ги задоволил очекувањата за моделот за Месија, се надеваат, очекуваат и преку тие ционистички агенди се создава царство, но овде на земјата. И секогаш кога се грабаме за царство, овде на земјата, остануваме без царството небесно. Тука еве ми текнува на примерот на светиот кнез Лазар. Тој избор кој што му го дава Бог непосредно пред Косовската битка, царство небесно или царство земно. Тој конфликт навистина нема простор тука да го вклучиме Бог. Иако Бог никогаш не е настрана, особено не од страдањата човечки, никогаш. Но еврејскиот народ и како има простор каде што може да живее. Ама сега конкретно во овој конфликт се иселуваат и се протеруваат луѓе само за да се обележи територија и да се задоволат некои гранични маркери кои што постојат на вистина во Светото писмо. И страшни се, особено страшни се тие војни и конфликти, убивање на луѓе, кога се повикувате на света книга. Сме ги имале многу во историјата и сметам дека тој конфликт на Блискиот Исток не е по ништо различен. Мислам дека тоа е една од најбруталните форми на конфликтите од овој вид. Ви благодарим, Ваше Преосвештенство, за ова убаво предавање, а и вам, драги гости, ви благодариме за вниманието. Се надеваме дека со овие наши предавања барем малце допревме до сите вас и ги достигнавме оние очекувања кон кои вие копнеевте. Сепак сите сме луѓе, може и малце да погрешивме, но се надеваме дека до година ќе бидеме уште подобри во ова работа, ќе собериме уште повеќе луѓе, ќе донесеме други предавачи кои што ќе го доловат Христос поблиску до нас, а до тогаш да се сконцентрираме на времето кое што ни престои, со радост да си го дочекаме Христовото воскресение. Со благослов на нашиот владика, митрополитот Крушевски и Демирхисарски господин Јован, ве поздравуваме и ви ги честитаме овие празници кои што ни предстои. А да не сака некој нешто да го праша епископот Јаков. Ви благодарам. Благодарам.